сакање. Љубовта е смислата на животот. Љубов кон саканиот. Љубов кон родителите. Љубов кон децата. Љубов кон пријателите. Љубов кон животните, љубов кон природата. Затоа сакајте и дозволете да ве сакаат. Само така ќе се чувствувате среќни и исполнети. Но не само денес, туку секој ден, преку постапки. Денес бидете празнични и наздравете со виното за љубовта и животот. Сакање. Да сакаш, значи да чувствуваш. Да имаш чувства за другиот. Да чувствуваш пеперутки во стомакот. Денот да ти почнува и завршува со саканата личност во мислите. Да ти се топи душата од убавина, од неговиот поглед. Но љубов е и кога се лутиш на постапките на саканата личност и кога нема време за тебе. И кога ти ја запоставуваш, и кога едноставно животот наменува други правила, а времето си го зема данокот. Но најважно е дека љубовта е тука во срцето, во мислите, во постапките на еден кон друг. Верувај. Верувај во себе. Да направиш да ти биде убаво на душата. Верувај во себе. Само ти можеш да си бидеш искрен критичар. Само ти знаеш што ти треба, што ќе те направи среќен. Гледај го светот со широко отворени очи, таков каков што е. Не залажувај се. Работите се црни или бели. Нијансите одавна ги снема, затоа верувај. Верувај во себе. Дигни ја главата. Исполни ја душата со позитивност. Наоружај се со насмевка и зачекори во секојдневието. Безвременска и безусловна љубов. Сакај и дозволи да те сакаат, за да се чувствуваш среќен, исполнен. Љубовта ја има во многу облици. Кон саканиот, саканата. Кон родителите, кон децата. Ако ја даваш, ќе бидеш среќен. Ако си сакана, ќе бидеш исполнена, смирена. Затоа не штеди се. Сакај и дозволи да те сакаат. Добре дојдовте на промоцијата на книгата Љуби, верувај и надевај се од Светлана Мазгаловска-Вучетич. Да ја поздравиме. А да ги поздравиме и двете млади дами кои не воведоа во поезијата на Светлана Мазгаловска-Вучетич со 4 песни од книгата која вечерва ја промовираме. Тоа се Марија Витанова и Македонка Стојкова, членки или рецитаторки од Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица. Вака, јас имам честа и задоволството да бидам модератор, да бидам водител на вечерашниот настан, на вечерашнава промоција. И ред како што е редот, нели, треба да кажам збор 2 за авторката на книгата Љуби, верувај и надевај се. Тоа е Светлана Мазгаловска-Вучетич, која, верувале или не, ми е познаничка или, ајде да кажеме, пријателка цели 20 години. Верувале или не, цели 2 децении. Јас мислев дека се помалку, но пред некој ден се сретнавме со Светлана и таа ме потсети дека токму пред 2 децении сум го направил првото интервју кога работев во телевизија. И од тогаш наваму се дружиме, соработуваме, пријателствуваме. И тоа дружење започна баш пред 2 децении, кога Светлана Мазгаловска-Вучетич беше директорка на една значајна културна установа. Тоа е Домот на културата Јане Сандански од
Ново село. И не било каква директорка, туку многу успешна директорка, бидејќи изобилуваше таа институција со многу наставни, со многу интересни нешта за кои заслужна е, се разбира, директорката. Ја имав и честа и можност и задоволството да бидам вклучен во дел од тие активности на Домот на културата, како што се разноразни промоции на книги, кај што бев и промотор, и водител, и рецензент, кај што бев водител на некои или отворач на некои изложби во Домот на културата, бев дури и член на жири комисијата на една смотра, театарска смотра, која се случи во Ново село. Значи, навистина многу активности, но она што најмногу се сеќавам, а датира од тоа време, е мојата промоција. Промоцијата на мојата книга Бремено време, која во тоа време ја промовираше познатиот и признат македонски литерат, за жал сега веќе покојниот Иван Василевски. Беше тоа прекрасен настан, прекрасен дом на културата, прекрасен амбиент и тоа никогаш нема да го заборава. И тоа пријателствување продолжи и понатаму, преку разни интервјуа. Тие дружења продолжија и во времето кога Светлана Мазгаловска Вучетич беше малку повеќе зафатена како пратеничка во највисокиот законодавен дом во државава, значи во Собранието на Република Македонија, и беше и тогаш мощна и успешна. И тоа другарување и дружење продолжи и до ден денеска, кога Светлана Мазгаловска Вучетич е исто така успешна директорка на Домот за деца и млади Благој Вучев од Струмица. Институција која изобилува со многу настани, а тие настани се разбира одат на адреса на првиот човек на таа институција. Да не должам многу, имаше едно заедничко патување кога јас и Светлана Мазгаловска Вучетич бевме на една значајна манифестација во Пробишти, па тоа беа деновите на домовите на културата од Македонија. Убаво си поминавме, така е. Добре, и јас можам вака надолго и на широко до утре наутро да ви зборувам за Светлана и мислам дека за тие 20 години знам се за неа. Арно, ама не било така. Некој да ми кажеше пред десетина денови дека Светлана Мазгаловска Вучетич пишува и поезија, ке кажев, ајде, грешка си за некој друг станува збор. Арно, ама Светлана Мазгаловска Вучетич е главниот виновник што вечерва не собра овде на промоцијата на нејната дебитанска книга Љуби, верувај и надевај се. Тоа е една игра на зборови од оние познати 3 збора: вера, надеж и љубов, во кои сите ние толку многу се колнеме и веруваме. И моламе еден аплауз за Светлана Мазгаловска Вучетич за ова нејзино прво дело, јас се надевам нема да биде и последно. Ја почитувам многу Светлана Мазгаловска Вучетич, особено ја почитувам заради една многу важна работа. Јас знам многу скопјанки, прилепчанки, велешанки и така натаму, кои станаа струмички снаи, ама не си го кршат јазикот, си зборуваат прилепски, велешки, скопски и така натаму. Заинаат на нив, Светлана Мазгаловска Вучетич заатер на љубовта, заатер на семејството, заатер на пријателите, соселаните, граганите од Струмица, незините пријатели, научи перфектно да зборува струмички. И заслужува честитки за овој нејзин напор, за таа љубов што ја покажува на дело. Но, немојте да мислите дека таа заборави на својот Прилеп. Не е така. Бидејќи Прилеп е град херој, тоа херојство од Прилеп
си го вдоми во себе, па стана сопруга херој, мајка херој, сограѓанка херој, раководителка херој, политичарка херој. Еден аплауз молам за херојот Светлана Мазгаловска-Вучетич. И како водител, како модератор на ова вечерашна промоција, мислам дека многу зборував, нели? Се согласувате, нели? Чинам дека е време да ја дадеме збор на промоторката. Ако Светлана има 2 презимиња, Мазгаловска-Вучетич, и промоторката си има 2 презимиња, Пеева Митева, името е Даниела, професор е по македонски јазик во Општинското основно училиште Никола Вапцаров, и види чудо, и таа прилепченка. И таа прилепченка на оваа маса овде, јас се чувствувам како апсолутно малцинство. Помогнете ми малку. Нема, има многу прилепчени. Има многу прилепчени овде, поздрав до прилепчени кои се овде во салава, за атер на Светлана Мазгаловска-Вучетич, тоа го заслужува. Даниела е прекрасна професорка, прекрасна личност, ама таа е од тие прилепчанки која не си го крши јазикот. Тоа е. Веројатно затоа што таа е професор по македонски јазик, а македонскиот јазик доаѓа од централното говорно подрачје на Македонија, а прилепе тука и можеме да ја оправдаме. Почитувани дами и господа, Даниела Пеева Митева, поведете. Зошто се уште се пишуваат песни? Зошто и денес се читаат? Што во нив е толку магично, привлечно, толку опојно и заводливо? Каква награда му донесуваат на оној што со нив осамнува, што осамнува врз текстот, додека надвор светот искричаво го нуди сопственото изобилство? Тоа чинам не навраќа на подзаборавениот изворник, од кој се напојува потребата да се промислува и домислува. Таа наша завлеченост од и со уметноста. Толку излишна за сите што цврсто го држат светот в раце. Во 2 слики, во 2 песни, во неизмерната љубов кон семејството, кон своите најблиски, како што тоа го прави нашата Светлана Мазгаловска-Вучетич. Ве молам за аплауз. Почитувани дами и господа, добра вечер. Чест и задоволство ми е што оваа приквечерина сум тука со вас, заедно да ја прославиме и промовираме првата отворна рожба на Светлана Мазгаловска-Вучетич. Стихозбирката "Љуби, верувај и надевај се". Веројатно на ниту едно друго место нема да пронајдеме повистинит опис на сето она што значи да се биде поет. Да се подари сопствената душа, да се биде тенка нишка, која ги поврзува чувствителноста и создавањето. На среќата и тагата, љубовта и копнежот, животот и смртта. Сепак, малкумина се оние кои на читателот му се подаруваат во целост, безкомпромисно, до сршта на чистата соголена вистина. Оти читателот умее да ги почувствува сите празнини, сите невистини втиснати во хартијата и нема оправдување за лагата. Искреноста кон себе, кон другиот, а најповеќе кон зборот е можеби суштествената одлика на творештвото на авторката Светлана Мазгаловска-Вучетич. Од првиот објавен стих, па се до последниот поетски здив, поетската реч на Мазгаловска-Вучетич го следи ритамот на животот, ритамот на срцето, кадарна да се вгнезди во дамарите наши, како сакан и канет гост. По стиховезот
Љуби, верувај и надевај се од Светлана Мазгаловска Вучетик не се врви како со брз автомобил по прав пат. Од стих во стих се минува бавно, се чекори нога пред нога, се цупка вместо, се дзирка по минатото, се следи секој бот на иглата, секој јазолче на тулипанот и се изустува тивко, шепотно, како за своја душа. Думата што под кожа влегува и таму за секогаш останува. Пред приливот на незината реч, усните се подзинати, срцето лови крик, душата мелем и наслада. Незиното пере ја лови животната уметност. Со црпалка црпи од животот и го живее секој стих во песните. Секој поетски здив е реално, дури болно соочување со даденоста на сегашниот миг. Стихозбирката нема потреба да ја наметне својата појавност, затоа што сама по себе е појава вредна за видување и спомнување. И кога творечката сила на поетот со поривот на своите чувства е спремна од животот да направи стихови, тогаш се раѓа најчудесната рожба – поезијата. Поезијата на Светлана Мазгаловска Вучетик представува успешен обид за интерпретација на животот, спознавањето и себеспознавањето. Низината поезија е исповед до бол. Таа има и носталгија, и љубов, има се што овој живот ни дава како понуда. Од натрешноста нејзина ги вади и раздиплува зборовите, праќајќи како скриена порога за љубов, верба и надеж. Стиховите надоаѓаат онака, изненада, како гласник со морална полка, дека љубовта, вербата и надежта им даваат смисла и на безсмислата. Стиховите на авторката Мазгаловска Вучетик влегуваат во нашиот ден не како ловец на неуловеното, не како пронаоѓач на непронајденото, не како зидар на несозиданото, ами како брзак кој со своето корито збрал се што попатно исплискал. Песните во стихозбирката Љуби, верувај и надевај се го осликуваат малиот човек, фрлен во витилот на животот. И колку самоубаво прозвучуваат стиховите кои се чувствуваат една возвишеност од животот. Поезија родена од крик на душата и стихови создадени од оддишки, кои на една страна ја ставаат реалноста со сета своја суровост, а на друга страна убавината од животот. Мотивите на поезијата на Светлана се многу јасни, блиски до нас, затоа што всушност се откинати од нашето секојдневие. Темите што таа ги обработува во низиното првенче се изникнати од животната градина. Поетесата пее за видови љубов, но и видови болка во еден здив. Оптимизмот кој зрачи од секој стих на оваа збирка ја облагородува нашата душа, затоа што успева човекот како супериорно битие да го стави во центарот на универзумот. Човековите чувства се менуваат заедно со природата, па човекот може да биде истовремено и среќен, и тажен, и осамен. Но сето ова поетесата секогаш го потиснува со оптимизам. Љуби, верувај и надевај се е поетски пев, врамен во астрофични песни, што љубат бели стихови. Поетски израз е силен и прецизен, гаѓа на вистинско место и секогаш погодува. Песните, неподелени во циклуси, го милуваат литературниот говор и без разлика на големината не те пуштаат да заминеш. Нема наситка од нивната интимна лирика.
Лирското јас го представува поетовото јас со умереност и смиреност. Авторот ја разголува својата душа, но и вистината на светот околу себе. Испејува стихови кои се одглас на едно разбранувано духовно соединение. Она што не го остава читателот рамнодушен е едноставноста. Тој ги живее стиховите и се огледува во нив како во огледало. Соочувајќи се со сопствениот трагизам и неможноста да се свати дека мигот е животот. Лирското јас точно знае каква порака да испрати. Згора на се е толку чувствително и емотивно, но и толку едноставно. Поетскиот израз жедне е за блик поетски. Во оваа збирка тој е едноставен и сложен, и разбирлив и слоевит, богат со воодушевувачки метафори и семантика која задоволува читателската жед за естетика, значење и повисока смисла. Поетесата не си дозволува некој од елементите во песните да биде празен, ниту пак напразно употребен. Лирскиот поетски принцип е сместен во рамките на една привидно фиктивна наративна контекст, така што е отворена нетипична поетска конструкција. Таа несекојдневна поетска конструкција го заведува читателот, еднаш во насока на нејзините изведени наративни димензии, друг пат во насока на примарните лирски својства. Структурата на творбите се движи ширум хартијата, врз која се истураат емоциите, кога повеќе, кога помалку, но секогаш разбирливи, поучни, решителни. Дури кога изгледаа дека можело да се употреби уште збор 2. Секој поетски здив на Светлана Мазгаловска-Вучетик остава трага во очите и во душите оти се среќаваат во стихозбирката читателот и создателот. Се среќаваат во вителот, во налетот на зборот. Се среќаваат на места кои не те пуштаат недопрен, неизделкан, непресоздаден. Се среќаваат читателот и создателот како две сродни души, одамна несретнати, а таквата средба долго се памети. Иако за Жарар де Нервал секој цвет е душа која расцветува во природата. За мене, секоја песна од стихозбирката Љуби, верувај, надевај се е цвет кој расцветува во душата. Токму поради тоа, поетскиот ракопис Љуби, верувај и надевај се од Светлана Мазгаловска-Вучетик не заслужува мрачна и глува тишина, туку светла, библиотечна тишина е тишината која му прилега. Затоа од срце го препорачувам. Читајте ја поезијата на Светлана, бидејќи во себе носи топлина, животна вистина, мудрост, а едноставноста на стихот ја прави достојна за секого и е современска. На авторката и посакувам стихот на кој што пишува да ја биде заштитен знак на нејзината бисерно чиста поезија. А вам, почитувани читатели, ви посакувам пријатно и вдахновено патување низ поетската визија и поетските доживувања на нашата Светлана Мазгаловска-Вучетик. И бидејќи сум сигурна дека додека се печатаја овие страници, нови песни се раѓа од нејзиното перо, еве ќе ви признам. Едва и чекам да видам каква река ќе потече од она брзо планинско потече и колку гласен крик ќе одекне во планинскиот шепот. Дотогаш, драги мои, следете ја пораката што од срце на сите нас ни ја упати нашата Светлана Мазгаловска-Вучетик. Љубете, верувајте, надевајте се. Ви благодарам. Живот.
Животот е многу непредливив и необичен. Таман кога мислиш дека нештата добиле свој тек, се случува нешто што те вади од колосек. Тоа е животот. Денес горе, утре долу. Таркалото се врти и одново го вртиш, за да се подредат нештата. Затоа треба внатрешна сила, љубов и позитивна енергија длабоко во себе. Не трошите ги непотребно. Не знаете кога ќе ви бидат потребни. Но секогаш, ама секогаш, борите се за тоа што го сакате и за тоа во што верувате. Живеење. Животот е убав. Понекогаш тежок, понекогаш напорен, но главно убав. Никогаш не заборавајте од каде потекнувате, кои ви се родители, родбини. Многу е важно да изградите семејство, но на цврсти основи. Да не заборавате од каде сте, да ги воспитувате децата за она што сте и кој што се стремите, за да станат личности со прави вредности. Поставете си цели и никогаш не отстапувајте. Борете се да ги остварите колку и да е тешко. А тешко е секогаш. Ако се почитувате себе си, ако го негувате семејството, ако ги научите децата на прави вредности, животот ќе ви биде поубав. Само реалните и искрени вредности ќе ве направат среќни. Уште еднаш честитки за Марија и Македонка, која прекрасно донесува уште 4 песни од книгата Љуби, верувај и надевај се, од Светлана Мазгаловска-Вучетич. И не знам дали ќе се согласите со мене, драги пријатели, дека на госпогата Мазгаловска-Вучетич е погодено името. Светлана и вечерва раздава светлина со својата поезија, како што обично тоа го прави, со се она што го прави. Како да ја дарувам заради сево ова? Бидејќи веќе констатиравме на почетокот од оваа промоција дека Светлана одлично го владее струмичкиот дијалект и дури ги разбрав дека кога ќе се јави на роднините, на своите блиски во Прилеп, едва ја разбира. Им треба преведувач. За да не го заборави прилепскиот говор, прилепскиот дијалект, јас ќе кажам дека како што таа го знае струмичкиот дијалект, јас го знам прилепскиот. Сакаш да ти докажам? Ајде. Оди вака. Бејо, ти падни тебе се кирчетов медо. Само малку акл човек да има во глата, крал може да им биде на Лујджево. А јас сум за моиве мариовци не крал, ами Госпо. Госпо. Ќе го прашам сега што ќе прави Цанде. Ефенди Цанде. Ерба по Цанде. Курназо Цанде. Ќе го суредам, ќе му го поставам од ова страна татко му Аджијанкова, од ова страна свршеницата и цап, кај чебега цаки. Мерифетлакот не е во парите, ами овде во глата. Ај чунки си поербаплија од мене, ај сега држи ми го стапо. Тоа е еден извадок од представата Солунски патрди, во кој се зборува на прилепски јазик и сакав вечерва овој извадок да го споделам токму со нашата славеничка Светлана Мазгаловска-Вучетич. Добро вечер и од мене, почитувани представници на Советот, моето семејство, драги пријатели. Јас навистина се чувствувам прекрасно вечерва овде. Можам да кажам дека после толку организирани промоции, толку организирани настани,
учество на толку промоции, за прв пат во живото имам трема. Затоа што не било едноставно да организираш нешто во кое што ти ќе бидеш главниот актер. За мене организацијата на настани е нешто наедноставно, нешто во кое што уживам и го работам со љубов. Меѓутоа, денеска благодарам до моите колеги кои што навистина имаа разбирање за мене и за мојата возбуда која што ме прати од вчера кога ја подигнав оваа книшка поезија. И морам да се заблагодарам на лекторот Васка Кирова, која што моите песни, пишувани од срце, како што рече мојата промоторка, тоа не се песни напишани во ритам и во рима, тоа е напишано она што јас го чувствувам, она јас што го гледам и перципирам, она што јас секојдневно го доживувам, го ставив на хартија, меѓутоа таа го направи да изгледа поубаво. Благодарам на Роза Мојсовска, која што жалам што вечерва не можеше да биде овде. Ова е нејзина слика, која што е нацртана рачно, посветена на мене и е насловна страна на мојата прва книга, на моето првенче. Не е рачно, со уста слика. Да, грешка моја. Еве гледате, возбудата носи и по некоја грешка. Роза е ликовен уметник кој што црта со уста, со кој јас соработувам многу години наназад и која што за мене специјално е нацрта оваа слика. И жалам што вечерва ради пристапноста не можеше да биде дел со нас, ве поздравува и ужива во тоа што се промовира дел од моето творештво. Слушајќи ги Ѓоко и Даниела како зборуваат за мене, јас се почувствував малку поинаку од она што се чувствувам секојдневно, малку соголено на некој начин, бидејќи кога пишувате за себе, не пишувате за другите. Меѓутоа сега вечерва и овде моите мисли, моите чувства излегоа јавно, онака како што и предпоставував дека ќе биде. Меѓутоа ќе размислам кога ќе пишувам, слушајќи ја рецензијата и промоторскиот збор на Даниела, да се погледнам малку поинаку себе си. Уствари веќе гледам поинаку на себе си во некои делови, бидејќи таа отвори некои нови врати за кои што јас би размислувала. Меѓутоа благодарам на Ѓоко со кој се познаваме долги години и мора да споделиме нешто. Кога правиме интервјуа или емисии, никогаш не се договараме. Секогаш спонтано разговараме. Онака како што се познаваме, така и ги реализираме нашите програми. Навистина е задоволство да ве видам вечерва сите овде. Овдека се воглавном луѓе кои се, тоа е моето семејство, моите соработници, моите другарки од детството, моите колешки од факултет, моите роднини, моите пријатели, воглавном соработници со кои што јас соработувам од времето кога работев во Домот на културата, од времето кога бев пратеник и сега кога сум директор на Домот за деца и млади. И верувајте, да се работи со деца и млади е право задоволство. Меѓутоа, навистина било задоволство и да се седи еве овде. Не е многу удобна фотелјава, да признам. Многу ми е поудобно кога јас организирам и гледам од таа страна, се чувствувам многу поубаво. Меѓутоа, навистина ви сум благодарна што одвоивте време да овој убав настан за мене го споделите со мене, некој од многу подалеку, некој од поблиску, и успеа вечерва да спојам многу луѓе кои што не се виделе повеќе време и да уживам во присуството на сите вас. А морам да се заблагодарам на двете прекрасни млади дами со кои што одамна соработувам и на еден автентичен начин ја пренесоа мојата поезија на некој начин како што и јас би читала. Тоа е една моја желба да рецитирам. И морам овде вака јавно да кажам, јас сум дипломиран технолог по технолошки инженер, дизајн. Меѓутоа како дете, како нив, пишував, цртав, рецитирав, водев програми
И тоа стана и моја работа, во која што навистина уживам сите овие 20 години во областа на културата. И морам да кажам дека никогаш не се спремам кога настапувам и кога отворам изложби, па и сега не сакав да се спремам, бидејќи најубаво е да кажете тоа што ќе го почувствувате во моментот додека се реализира овој настан. Благодарност исто така до градоначалникот на општина Струмица, Коста Костадинов, кој што ја финансираше оваа книга, и благодарност до сите вас кои што одвоивте време и бевте дел од овој мој настан. Би можела многу работи да кажам, но навистина се чувствувам возбудено, меѓутоа оваа книга пред се е посветена на мојата мајка, која што за жал не е веќе со нас, меѓутоа тука е моето семејство кое што секогаш ќе биде со мене.